не бранете нешто што не се брани. Најпрво ги имате помешано работите, зашто се обидувате да наметнете некоја тема, централна или локална власт. Да, доколку се констатира било каква аномалија и противзаконско действување во секоја област, и во локална, и во централна власт, треба да биде санкционирана. Но не ми беше намерата да етикетирам и да поставам конкретно, не сте ги разгледале примерите. Во самиот извештај вели бивш градоначалник на општина, поранешен градоначалник, но намерно не го читав ова за да не дадам друга димензија. Затоа не сакав да ги поделам, бидејќи правдата не може да биде за едни една, за други други. Затоа ви потенцира, видете во примерите. Вели бивш градоначалник, поранешен градоначалник. Не сакав ова да го потенцирам, но вие го потенциравте. Браните нешто што не се брани. А за тоа дали имало корупција и во локалната самоуправа, мислам дека многу јасно и децидно. Не знам дали ви е јасно. Органите кои што го спроведуваат надзорот, односно извршувањето на законите и преиспитување, истраги, предистраги, органи на прогон, сето ова го контролира централната власт. Не знам дали ви е јасно кои се ограничувањата, мислам кои се надлежностите. Сето ова е во надлежност на централната власт. И сега да кажете дека има напредок во спроведувањето на насоките 10%. Јас да сум не би кажал. 10% спроведување. Подолу има и од тоа. Ви потенцирав. 2% има спроведување на одредени активности. 2%. Знаете ли колку е тоа? 2%. 5%. Еве, за 2% ќе ви потенцирам. Во насока на спроведување на ова надлежност во сфера на вработување, вели, дадените препораки 2% се целосно спроведени. 2%, колешки. И сега вие велите дека има напредок. Понатаму, во сферата на урбанизмот, 5%. А целокупната стратегија 10% згорема. И сега, кај била обврската, кај била одговорност? Одговорноста е токму во органите кои што треба да го спроведат закон. И оние кои што треба да го мониторираат и санкционираат секое спротивно постапување на законот кој што е донесен во законодавниот дом. И оние кои што треба да ги преиспитаат и спроведат овие постапки предистражни, истражни и да доведат правда. Не се обидувајте да браните нешто што не се брани. Далеку е од добра состојбата и од подобрување на функционирањето на органите кои што треба да доведат во правда. До правда. 3% имате и 4% имате доверба на судството и обвинителството. Во судскиот совет се караат како во местна заедница нема такво постапување и неделовничко и противзаконски постапувања, а не оние кои што треба да го штитат интегритетот и достоинството на секој еден судија и судскиот систем. И тие постапуваат како што постапуваат. Не се брани, туку треба да си погледнете во очи и да кажете дека нема правда, нема владење на правото. И велите треба да правиме. Кога? Колку време постапувате, што направивте до сега како власт? Ништо. На нас да ви одат сите постапувања. Сите реформи ви се пропаднати, довербата потенцира 3 до 4%, сега е максимално 1%. Ако сега се направи истражување. И сите извештаи ви укажуваат тоа, и Народниот правобранител, и Државната комисија, и затоа не ги мешајте работите да сакате да ги релативизирате и извртите. Затоа ви потенцирав целокупниот апарат на преиспитување, на спроведување на законите е во надлежност на централната власт. Тоа треба да ви биде јасно и оваа власт треба да си каже дека нема капацитет да ги спроведе законите кои што се на сила. Благодарам. Благодарам. Уште една реплика, колега.